Американскиот председател Доналд Трамп преку Твитер му одговори на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, кој претходно се пофали дека имал нуклеарно копче на неговата работна маса. Трамп наведува дека неговото нуклеарно копче било многу поголемо и помоќно. Во пораката Трамп додава: дали некој од неговиот исцрпен и гладен режим ќе го информира дека и јас имам нуклеарно копче, но тоа е многу поголемо и помоќно од неговото и моето копче работи. Во новогодишниот телевизиски говор во понеделникот, Ким Џонг Ун изјави дека целата територија на Соединетите држави се наоѓа на дофат на севернокорејското нуклеарно оружје, чие копче е на неговото биро. Ова е реалност, а не закана, констатира тој во новогодишниот говор, во кој додава дека неговата земја ќе продолжи со масовно производство на нуклеарни боеви глави, што е спротивно на резолуциите на Обединетите нации. Во исто време тој изјави дека е отворен за диалог со Јужна Кореја. Тој исто така рече дека е отворен и за можноста севернокорејски спортисти да учествуваат на зимските олимписки игри, што во идниот месец ќе се одржат во Јужна Кореја. Во вторникот официјален Сеул понуди разговори со Северна Кореја со цел намалување на тензиите околу нуклеарните и ракетните програми на Пјонкјанг. Денеска пак Северна Кореја соопшти дека ќе воведе жешка линија со Јужна Кореја со цел да биде воспоставен меѓукорејски диалог за подобрување на односите на двете земји. Предходно официјален Вашингтон изрази сомневање во врска со намерите на севернокорејскиот режим за започнување диалог меѓу Пјонкјанг и Сеул. Портпаролката на Стейт департментот Хедер Ноерт изјави: If the Republic of Korea and if the DPRK want to have a conversation, that's fine, but we aren't going to necessarily believe that Kim Jong-un is sincere and is credible in his talks. Според неа, севернокорејскиот лидер можеби се обидува да стави и некаков клин меѓу Соединетите држави и Јужна Кореја. Можам да ве уверам дека тоа нема да се случи. Политиката на Јужна Кореја и на Соединетите држави не се смени. Ние и натаму сме за денуклеаризација на Корејскиот полуостров, рече таа.